Цивил медија. Добар ден на сите. На самиот почеток, многу кратко и многу јасно во исто време, би сакал да им се заблагодарам на сите учеснички и учесници во овој проект, сите кои беа дел од овој проект, кој резултира меѓу останатото и со една публикација, која ја нарековме Губење на идентитетот или, што е дел од насловот на самиот проект. Ова е проект на тема која не може да биде поактуелна, и не само актуелна во поглед на случувањата, процесите и настаните во Република Македонија, туку и на глобално ниво. Тоа е исто така проект во кој не можеше да се одберат подобри, поинтересни, посоодветни соговорнички и соговорници на темата, а секако не беше исцрпена листата на оние кои ние сметаме дека треба да проговорат на оваа тема, односно на корпусот теми кои се поврзани со големата тема на идентитетот. Овој проект е замислен како деконструкција на наративите, на националистичките наративи, деконструкција на лажните вести поврзани со големиот, сериозен историски процес кој трае речиси 3 децении, а кој има своја позитивна разрешница во изминатава година. Тоа е процесот на надминување на проблемот со името на спорот со Грција и се што е поврзано со овој процес. Но се разбира, прашањата на идентитетот се многу пошироки отколку само една билатерална спогодба, колку и да е таа важна и историска, се разбира. Тоа е тема која ние се обидовме да ја загатнеме, а воедно и да ја одгатнеме во овој проект преку поканата на повеќе сериозни, многу важни личности кои ги знаеме во јавниот живот, во академијата, во науката, во политиката, а се разбира и во граѓанското општество и медиумите. Тоа што ние го направивме во изминатите 45 дена се состоеше во интензивна работа на комуникација со луѓето кои учествуваат, кои ќе ги најдете во оваа публикација, во оваа книга, а се разбира и во комуникација со јавноста, една интензивна медиумска продукција која се однесуваше на идентитетот и идентитетските прашања. Ние во овој проект, освен тимот на Цивил Центар за слобода, кој го спроведува овој проект во партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел, ги поканивме следните личности, авторки и автори, ќе ги прочитам според редоследот во кој се објавени во оваа книга. Тоа се доктор Сашо Ордановски, доктор Мирјана Најчевска, доктор Мирјана Малеска, која ја поканивме, ја замоливме да биде со нас денеска, ви благодарам за тоа. Доктор Катерина Колозова, Љупчо Георгиевски, Дијана Тахири, Мерсиха Смаиловиќ, Војо Маневски, Звездан Георгиевски, Синиша Станковиќ и јас, како модератор и воведничар во оваа публикација. Ова се, можете да препознаете, луѓе кои доаѓаат од различни сфери во општеството. Пред се им дадовме предност на оние кои ги знаеме како колумнистки и колумнисти, универзитетски професори, експерти, секој во своите различни области кои ги покриваат во своето професионално работење и во јавноста. Имаме еден политичар од висок калибар, Љупчо Георгиевски, кој е поранешен премиер, основач на ВМРО ДПМН, основач и лидер сега на ВМРО НП. Имаме неколку луѓе кои се добро познати во медиумите, кои се самите новинари, кои работат долги години на сериозни теми во општеството, а секако дека не го одминавме ни граѓанското општество, односно оние што се инволвирани во работата
на граѓанското општество, меѓу кои се разбира има авторки и автори кои се и од цивил, меѓутоа и од надвор од цивил, како што е Мерсиха Смаиловиќ и низа други. Ние нема да застанеме овде. Ова е проект кој беше брз, динамичен и кој се обидува да воспостави некаков нов вид на гледање, на третирање на темата идентитети. Се обидовме и мислам дека во голема мерка излеговме од рамките на тоа што се нарекува дневна политика во Македонија, она што се нарекува еден силен националистички набој во јавниот дискурс и во она што се нарекува секојдневие на општествено-политичко социјално ниво и му дадовме на прашањето за идентитетите една поширока, во голем дел и глобална рамка, а секако особено преку излагањето на професорката Малеска и нејзиниот труд кој е поместен во оваа публикација, му дадовме еден јасен, добро образложен поглед на процесот за кој најмногу станува збор, а тоа е процесот отворен меѓу Република Грција и меѓу Република Македонија. Ова ќе биде на некој начин наш предлог како организација до јавноста, како организации партнерски до јавноста во Република Македонија и пошироко, како да се третираат прашањата кои се навистина горливи, сериозни и кои може да придонесат кон подобрување на состојбите во една земја, а ако не се третираат соодветно, односно ако се третираат од позиции на дневна политика, тесни партиски и лични интереси и деструктивно, може да и нанесат ненадоместлива штета на секоја земја, на секое општество, на сите заедници кои живеат во едно општество. Јас тука би запрел, би бил среќен да одговорам на прашања кои се однесуваат на нашиот проект и на нашите замисли за нашите идни чекори, но сега би сакал, ако е можно, да слушнеме уште некој збор од нашата гостинка во проектот и учесничка, уважената професорка Мирјана Малеска. Повелете. Благодарам. Сакам прво да му се заблагодарам на господинот Дерала за поканата. Не сум соработувала до сега со цивил и сум изненадена колку брзо, ефикасно и добро се тоа е завршено. Го реков тоа и без да знам дека ќе добијам збор јавно да ве поздравам. Кога влегов на врата и кога ги видов овие подготвени изданија. Синиша е најмногу виновен што дојдов, се колебав малку, бидејќи сметав дека многу сум зборувала на оваа тема, меѓутоа кога веќе ја прифатив поканата, морам да кажам дека учествува со најголемо задоволство. Зошто? Покрај тоа што ги знам луѓето, некои ми се колеги и ми е задоволство со некој од нив или со сите да работам, да соработувам. Сметав дека отварање на диалог на оваа тема е потребен. Значи не може да се остави само политиката, политичарите, преку процес на гласање да донесат една вака важна одлука за сите нас. Особено што прашањето е емотивно, долготрајно, секој од нас го погодува на еден или на друг начин, потребен е еден процес на зрење, а диалогот во општеството може да придонесе кон тоа. Сега дали е диалог ако на една страна се соберат истомисленици, тоа баш си мислев додека доаѓав наваму, сметам дека е диалог. Некои организации се либерално насочени, таква е цивил и зошто да не покани луѓе кои сметат дека
имаш што да кажат од аспект на она што самата организација каков поглед на општеството и на работите во општеството има. Некој друг ќе покани некој друг состав, можеби некогаш и ќе се најдеме на иста маса и оние што мислат вака или онака. Не е тоа толку важно, важно е дека започна. Ова е баш почеток на еден диалог во јавноста и веќе слушнав од таму што се вели од мои познати пријатели, ве гледавме дали на вебсајтот, дали на телевизија, веќе не знам ни каде се одеше овие клипови, каде одеа. Коментарот беше па сега малку ми се разјасни, да кажеме, така беше коментарот, ми се разјасни малку ситуацијата во врска со ова. Значи не е ни доволно јасно, да кажам, во општеството ни како почнал спорот, ни како дојдовме довде, ни зошто сега на овој начин го решаваме. Така да ова представува еден навистина голем и скапоцен придонес и драго ми е што бев учесник во дебатата. Цивил медија